Добре дојдовте во урбаните вести. Од 1 јули се намалува цената на струјата. Ова е веста со која ги започнуваме вестите. Гледајте не. Граѓаните во неизвестност, кој ќе ги грее предстојната грејна сезона. До крајот на годинава на Вардар ќе има висечки мост. Струјата поевтинува за 0,1%. Повеќе активности низ скопските општини. Град Скопје и Балкан Енерджи Груп и понатаму со крајни сили се обедуваат да ја освојат топловодната мрежа во Скопје. Градот тврди дека од октомври граѓаните ќе ги грее новото градско енергетско предпријатие, додека БЕК од друга страна по ниеден услов не отстапува од производството, дистрибуцијата и снабдувањето со топлинска енергија. Градот Скопје по неколку месечни подготовки донесе одлука за основање на ново друштво за енергетски дејности, чии што основни дејности ќе бидат снабдување со природен газ и топлинска енергија. За да може да функционира компанијата, од буџетот на градот издвоени се 250.000 евра, што според проценката на советникот на опозицијата Лука Кржаловски се недоволни за нормално функционирање, ако се земе во предвид дека годишните расходи на сегашната компанија за оваа намена, Балкан Енерджи Груп, се 150 милиони евра. На ова реагира скопскиот градоначалник Петра Шелегов со образложение дека градски енергетски системи приходот ќе го добива од сметките за грејење, а придобивките од новото предпријатие ќе се почувствуваат најмногу во намаленото загадување на воздухот. Во моментот кога градски енергетски системи ќе стане дел од енергетскиот систем на град Скопје, бидејќи ќе ги имаме производителите енерганите како третиот сегмент. Во истиот момент градски енергетски системи влегува во така наречениот билинг систем. Средствата кои што сега ги зима БЕК по основ на издавање на сметки ќе станат приход на градски енергетски системи. 14.000 домакинства се исклучени од системот на централно грејење и го загадуваат воздухот во Скопје. Новото градско предпријатие, според очекувањата на Шелегов, топловодната мрежа ќе ја превземе пред почетокот на новата грејна сезона, но останува нејасно на кој начин, ако се земе предвид фактот дека Балкан Енерджи Груп во 2013 година добила лиценци за дистрибуција и производство на топлинска енергија со рок од 35 години, а за снабдување за 10 години. Неудамна градоначалникот Шелегов се повика и на законот во кој стои дека производството, преносот и дистрибуцијата треба да се одвоени, исто како што е случајот и со мрежата на електричната енергија, па затоа во системот постојат ЕВН, МЕПСО и ЕЛЕМ, секој со посебна функција. Шилегов тврди дека сметките за грејење нема да поскапат, туку напротив, на граѓаните ќе им биде вратено тоа што им било бесправно одземено. Ме боли, кога знам дека градски енергетски системи била фирма која што можела слободно да функционира последниот 13 години. И некој не го направил тоа, туку дал лиценца денес на фирма што се основала утре и таа раководи со нашиот топловоден систем. Ете ви го БЕК. Лиценцата ја добил на 28 денеска, а фирмата БЕК е основана на 29 утре. Издадена е лиценца од страна на регулаторна комисија на непостоечки правен субјект. Од друга страна, Балкан Енерджи Груп преку соопштение го изнесе својот став во врска со одлуката на град Скопје за формирање на ново јавно предпријатие за стопанисување со топлинска енергија и газ. Оттаму истакнуваат дека компаниите во состав на БЕК се деловни субјекти кои поседуваат важечки лиценци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на територијата на Скопје. Сите наши активности се одвиваат во согласно со законите на Република Македонија и согласно со одредбите на важечките лиценци, па од тука ние продолжуваме со нашите активности за подготовка на новата грејна сезона во интерес на потрошувачите, се наведува во соопштението на БЕК. До крајот на годинава на Вардар ќе има висечки мост, кој нема да има никаков контакт со внатрешноста на реката. Тоа ќе биде всушност мостот на кој требаше да се постави панорамското тркало. Но тој мост нема да го попречува течението на реката, а стопите кои сега се во реката ќе бидат отстранети. Исто така и коритото на Вардар ќе биде исчистено од тревата која сега го покрива каменот на коритото.
Постојниот пешачки мост, каде што требаше да биде поставено панорамското тркало, чија што изградба е прекината, нема да биде во барок стил, туку ќе биде современ пешачки мост кој ќе биде висечки и нема да има никаков контакт внатре во реката. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и за што досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони динари. Тоа се средства кои се на посебна сметка на јавното сообраќајно предпријатие, а се донација од АЕК. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката, од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, градежните активности таму ќе се интензивираат и би требало пред нова година да биде завршено и во целост да се ослободи коритото на Вардар и тој да стане проточен и да нема излевање на Вардар заради физичките пречки на стопите. Советниците од ВМРО ДПМН го обвинуваат Шелегов дека не се чистат реките и каналите, на што Шелегов одговори дека коритата на реките и каналите со години наназад не биле добро одржувани. Сега е почнато со темелно чистење и се очекува течението на реката Серава годинава да биде целосно и темелно исчистено. Додека пак реката Лепенец постои сериозен проблем и во горниот тек веќе реката се излева по нивите, затоа што коритото не е исчистено. Градот заедно со општина Ѓорче Петров презема активности, барем тој дел полека да се врати во ред, зашто потребни се околу 500.000 евра. Шелегов посочи дека и во горниот тек на Вардар веќе е започнато чистењето и на внатрешниот и на надворешниот дел, и повторно каменот на коритото ќе биде видлив. Интензивно е започнато чистењето на коритото, не само внатрешно, туку и надворешно, бидејќи капиталниот објект, регулираното корито на Вардар е запуштено и обраснато со трева. Кога шетате по кејот на Вардар, камен не можете да видите, камено е коритото. И на тоа интензивно работиме. Очекувам дека барем едната страна на Вардар ќе биде исчистена требата од фугите, затоа што кога ќе навлезе внатре корењата, потоа го распаѓаат системот на градба. Немаме доволно средства да градиме одново корито, меѓутоа должни сме да го заштитиме, затоа малку поинаку, не ја косиме тревата ја вадиме од фугите. Бидејќи корењата уништуваат коритото на Вардар. Тоа го правиме во моментов, посебна бригада, посебна екипа на улици и патишта функционира на тој систем и очекувам дека во текот на ова лето барем едната страна на Вардар ќе успееме да ја третираме на тој начин, со цел да ја сопреме ерозијата на конструкцијата на речното. Коритото на Вардар ќе се исчисти и од галиите, на кои според Шелегов местото не им е во Вардар. Постапката за нив е во тек и се преиспитува правната можност што може да се направи, но не по секоја цена во однос на цената што градот треба да ја плати. Тоа се одвива внимателно за да не се направи штета врз буџетот на градот. И интенцијата на Шелегов е тие бродови да бидат отстранети од коритото на Вардар. Регулаторна комисија за енергетика донесе одлука цената на електричната енергија за потрошувачите да се намали за 0,1%, а новата цена да важи од 1 јули годинава. Цената на електричната енергија за потрошувачите во Македонија се намалува за 0,1%. Пониската цена на струјата ќе важи од 1 јули годинава. Одлуката ја донесе денеска регулаторната комисија за енергетика. Цената на елем за производство се намалува за 3,39%, на АД МИПСО за дистрибуција се намалува за 5,34%, додека на ЕВА на Македонија за дистрибуција се зголемува за 2,59%. Како што информираа вчера од регулаторната комисија за енергетика, компанијата Евана побарала зголемување на цената за 9%, елем намалување за 1,5%, а МИПСО не побарале ниту зголемување, ниту намалување на цената. Заедничко отпочнување проекти во областа на културата, како и заштита на културното наследство во општина Газибаба, беше тема на разговор на средбата меѓу градоначалникот Борис Георгиевски и постојниот представник на UNDP во Македонија Луиза Винтон.
Градоначалникот на Газибаба Борис Георгиевски на средба со постојниот координатор на Обединетите нации и постојан представник на UNDP во Македонија Луиза Винтон разговарале на неколку теми со акцент на проекти кои се однесуваат на културата и долготрајна заштита на културното наследство, информираат од општина Газибаба. Оттаму додаваа дека на средбата Георгиевски и Винтон разговарале и за развивање на соработката во други области кои се од суштинско значење за развој, урбанизација и модернизација на општина Газибаба. Во продолжение следуваат куси информации за повеќе градежни активности низ скопските општини. Екипите на јавното претпријатие Улици и патишта деновиве работат на бележење на новата велосипедска патека на реконструираната улица Втора македонска бригада во Чаир. Доколку сакате бесплатно чистење на оџакот, пријавите се на телефонскиот број 3297255. Првите 100 граѓани што ќе се пријават ќе добијат бесплатно чистење на оџакот. Пријавувањето е секој работен ден од 9 до 16 часот. Екипи на општина Бутел извршија асфалтирање на крак на улицата Љубо Петровиќ во Бутел. Исчистено е коритото кај мостот во село Љубанци, кој минатиот период поради големите дождови беше затрупано со земјен нанос. Од општината информираат дека наредната недела на мостот ќе биде поставена и ограда. По иницијатива на Евана и со помош на општина Бутел се уредуваше училишниот двор на основното училиште Панајот Гиновски во Бутел 2. Општина Аеродром деновиве врши реконструкција на оштетените детски игралишта. Се поставува гумена подлога за поголема безбедност на дечињата, а се обновуваат и реквизитите. Исто така продолжува и тековното одржување на детските игралишта на територијата на општината. Од општина Газибаба информираат дека рокот за поднесување на елаборати за бесправно изградени објекти согласно законот истекува утре на 30 јуни 2018 година. Поради тоа, едношалтирскиот систем на општината ќе работи и утре на 36 во сабота од 8 до 16 часот. Сите граѓани ќе може да ги достават геодетските елаборати за барања кои се поднесени во 2015-2016 година и за поднесување нови барања комплетирани со геодетски елаборати за оние кои имаат добиено веќе решение за одбивање поради некомплетирање на барањата од 2011 година. Кога ќе биде изградено новото средно училиште Кузман Јосифовски Питу во општина Аеродром, кое го најавуваше градоначалникот на град Скопје? Кога и каде ќе се изгради преноќувалиште за бездомници и колку е успешен проектот Дрво за секое новороденче? Ова се дел од прашањата од советници во градот кои ги упатија до градоначалникот. А што одговори Шилегов? Погледнете во продолжение. Во својата изборна програма градоначалникот најави дека ќе изгради средно училиште Кузман Јосифовски Питу во општината Аеродром и тоа е најавено како некој заеднички проект кој што ќе се реализира помеѓу градот Скопје и општината Аеродром. Би сакала да прашам до која фаза е подготовката за отпочнување на градба ново училиште, кога реално истото би се очекувало да биде готово и изградено, се со цел да понудиме европско образование во домашни услови. Општина Аеродром има определено парцелата каде што треба да се наоѓа средното училиште, бидејќи таму немаме во таа општина, немаме и тоа е еден од приоритетите. Очекувам дека Министерството за образование, бидејќи сме во блиска координација, ќе предвиди во буџетот за 2019 година средства за изградба на ова средно училиште, за да можеме во 2019 да ја започнеме постапката за изградба на училиштето. Сега во зависност од градежните активности, мислам дека до крајот на мојот мандат, тој дел од ветувањето ќе биде во целост исполнето кон граѓаните на Скопје, бидејќи тоа не е аеродромска гимназија, да ја наречам. Напротив, тоа ќе биде гимназија на нашите училишта. Уште понатаму, чекор повеќе, во соработка со Министерството за образование сме на идеја. Се уште, да речам, сме во фаза на идеја, меѓутоа споделувам со вас затоа што е тоа во ред и определена е, да речам, и една локација во општина Карпош за изградба на средно училиште за талентирани деца. Докаде сте со изградбата на преноќувалишта за бездомници, кое што ви е најавено исто така во изборната програма?
покрив за секого владните денови е заеднички приоритет. Во таа смисла би сакала да слушнам кога се очекува да се изгради ова преноќувалиште, каде истото ќе биде, колку лица би изгрижувало и така натаму. Заедно со Министерството за труд и социјална политика, вие веќе знаете дека отворивме капацитети ние во текот на зимото во рамки на постојната инфраструктура што градот Скопје во соработка со Црвениот крст на град Скопје имаше, малку го надградивме тој. Капацитети можевме да згрижиме околу 60 на луѓе во текот на зимово бездомници и беа згрижувани во рамки на тој комплекс. Јас сум лично незадоволен, меѓутоа немајки ингеренции, пак соработуваме со централната власт и во соработка со Министерството за труд и социјална политика очекуваме дека таков еден стратешки објект ќе биде изграден, имајќи во предвид дека во овој момент имате 452 бездомни лица на територија на град Скопје. Очекувам дека за ова зима ќе успееме капацитетот што е во моментот да го спремиме да може повеќе од 60 на лица колку што досега можеше да прима, да го зголемиме за да можем барем во тие ноќни сати да дадеме такво згрижување и можност едно топло прибежиште на бездомните лица кои што функционираат на територија на град Скопје. Колку отприлика дали имам информации како град Скопје, колку родители по напуштањето на гинеколошката клиника го пријавиле кодот на одредениот телефонски број, односно поточно колку дрва си имаат засадено во пролетната акција. Ова акција старташе во април, така сега сме јуни, мислам дека веќе треба да имаме некаков податок. Колку допре ова до граѓаните, колку граѓаните се реално информирани на кој број треба да се јават, како иде таа постапка. 70 родители се пријавили на 70 или 72. Не мислиме, 70 би било најточната формулација на акцијата која што градот ја спроведува. Некое детенце кое што сега се родило, неговите родители се пријавиле и градот ќе започне со имплементација есенва, бидејќи пролетва беше, да речам, најавена и започна евидентирањето со цел да почнеме од есенва да ги засадуваме. Зашто сметам дека се информирани? Затоа што концептот на акцијата подразбира мое писмено обраќање како градоначалник до сите родители кои што во болниците кои што партиципираа во акцијата, тоа е гинеколошка клиника, Систина беше Чаири, мисла и Ремедика, значи 4 гинеколошки болници во градот Скопје се дел од таа акција и согласно таа акција на секој родители кој што ќе се породи писменото обраќање со објаснување до родителите како тоа да се изведе пријавувањето податоците, се дава на родителите и потоа е нивни избор дали тоа ќе го направат. Детската представа Тоби во Театарот за деца и младенци, представата Дух во Македонскиот народен театар и концерт на виоленистот Даниел Мојсовски и пијанистката Весна Ангелова Христов во музеот на град Скопје се вечерва на репертоарот во рамки на Скопско лето. Во рамките на Скопско лето вечерва изведбата на куклената представа Тоби на Театарот за деца и младенци под текст на Флоријан Зденак, а во адаптација и режија на Драгослав Тодоровиќ од Белград. Представата премиерно беше изведена во април, а по повод поставувањето режисерот Тодоровиќ изјави дека текстот е интересен за најмалите, но и за адолесцентите, бидејќи тие се најнезадоволни кога доаѓаат во нивните луди години, кога ништо не им се допаѓа на нивното тело. На Скопско лето вечерва во Македонскиот народен театар е и представата Дух од Дејан Дуковски во режија на Срđan Јанакиевиќ, која вчера од технички причини беше одложена за денеска. Од 20 часот во музеот на град Скопје е концертот на виоленистот Даниел Мојсовски, ученик во училиштето Илија Николовски Луј, и пијанистката Весна Ангелова Христов, која од 2000 е професор по пијано во Средното музичко училиште, а од 2007 година и надворешен член на Македонската филхармонија. Со музички перформанс и проекција на документарниот филм Бели мугри, вечерва во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски ќе се одбележат 110 години од раѓањето на Кочо Рацин и 75 години од неговата трагична смрт. Во рамки на одбележувањето, заинтересираните ќе имаат можност да ги погледнат сите зачувани картички со кои Рацин ја искажувал својата младешка љубов.
Ноќна романса за Кочо Рацин организира вечер во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје, со што ќе одбележи 110 години од раѓањето на Кочо Рацин и 75 години од неговата трагична смрт. Љубителите на поезијата на Рацин, особено на љубовната поезија, ќе имаат исклучителна можност да ги видат сите зачувани картички кои Рацин ги испраќал до Раца и други девојки, искажувајќи ја својата младешка љубов, како и да слушнат дел од стиховите во изведба на актерот Дамјан Цветановски, соопшти Националната универзитетска библиотека. На платото пред НУП вечерва ќе има и музички перформанс на Васко Атанасовски и Берна из пропаганда и проекција на документарниот филм Бели мугри. И утре во Македонија времето ќе биде потопло, предпладне со сончеви периоди, а попладне со локален пороен дожд и грмежи. Од недела ќе биде посончево, претежно стабилно и топло. Во Скопје температурата утре ќе достигне 27 степени, в недела 28, а веќе од понеделник над 30 степен. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам што бевте заедно со нас и не заборавајте да не следите на нашата веб страна и на Facebook фан страната. Имајте пријатна вечер.